Poštovani roditelji, dragi gosti, добре ни дојдовте на 14-тата приредба. Приредба која што ќе одиграат нашите големи и мали другари. Оваа година, како и секоја година, беше исполнета со многу активности, многу излети, многу настани, многу прошетки, а најмногу беше исполнета со безусловна љубов. Да се работи со овие чисти души е благодет. Тоа ми дава сила и волја да одиме напред со уште поголеми успеси, здрава и среќна иднина на сите деца. Тие се оние што го прават нашиот живот важен. Во новата година посакувам секој дете да биде безгрешно, да биде среќно и да ја оствари целта, едноставно да биде дете. А она што ние можеме да го направиме возрастните денес е да им дадеме подобро утре, бидејќи тие се неглишките со кои што ја градат нашата иднина. Светот на колорот гради спомени за нашите деца и се грижи да се исполнети со вредности трајни кои ќе се протегаат во текот на целиот живот. Детството е ограничен додаток, затоа треба заеднички да се погрижиме да остане најдоброто време од животот, бидејќи тие се лидери на утрешниот ден. Иако сме возрастни, нашите срца се уште живеат во малите нешта што ни носат радости. Посебно горда на она што сме денес, приредбата може да започне.
Колку новата година повеќе
успешни балерини. Танцувайте снегуки, играйте низ гранките по вашата белина, нека летнат санките. Јас се занушкам мојата игра и песна. Не ви се представи, јас му смислам. Мама не ми помагата снегука, не изпрати снежната кралица зима. Таки потета малите деца, да јаскаја на зимските јадосни. Сите го сакаме првиот снег, но нема надвор додека не се облечеме во топла облека. Мене не ми студи зашто сум снегука, но вие децата не смеете да излегувате без топла облека надвор. Ако зима мора да се носат топли високи обувки, за да не ви замрзнат малите ночиња. Топла јакна и се знае дикате вешалче и ракавици за ветрот, северко да не ви ги штипне обравчињата и да не ви ги гризне носињата. Сега сте спремни да ги запознаете зимските радости. Здраво, јас сум Руменко. Денеска малку сум збунет. Вчера додека си го миев лицето со шипите, мислев на зелената трева, што требаше да ја грицкам. Но утрово кога се разбудив, истрчав надвор и што да видам? Наоколу се е бело. Руменко, не знам што е збунет, толку и загрижен, како и повеќето шумски животни. Како грижени шумските животни. Има некој донесе јагова на секот. Секако се радуваме на снегот, но за нас е животните шумата, тој представува и грижа. Кога ќе заеш снег, треба покрива телата.
декемврийски ден. Повреденото Еленче лежеше во шумата до домот на Борења.
Dodека se возбуди, dodeka малото еленце почна да гричка зелената салата, а потоа таа му каза на нејзиниот татко дека елените имаат ознаки на точите како и лицата на сонце. Надвор беше темно, а температурата беше прилично студена. Покажешната неподготвеност да го остави малото еленче и опита да ќе биде виспено у гаражата. Борјана сакаше нејзиниот татко да се ради со бороите и тој ќе е со него. Ке го викам Руменко, тато. Тоа е убаво име за Елен Борјана. А дали си сигурен дека Руменко ќе биде добро? Ќе биде добро, Борјана, сега ќе влеземе каде што е топло. Подоцна таа ноќ Борјана едва можеше да заспие. Таа постојано стануваше да види гаражата од прозорот од нејзината соба. Иако не можеше да го види Руменко, погледот за гаражата го утеши. Кој се разбуди следното утро, Борјана на брзина се упати кон влезната врата. Нејзината мајка ја праша каде мисли да оди. Каде брзаш, Борјана? Одам кај Руменко, мамо. Не предопјадуваш, Борјана. Во ред, а каде е тато? Дали во гаражата со Руменко? Да, тој е во гаражата со Руменко, се грижи за него. Борјана конечно ја доби довербата на малото еленче. Сушност, тој јадеше моркови од нејзината рака. Таа никаде не заминуваше без да го нахрани Руменко. Родителите на Борјана беа наоколу исплашени поради чувствата на Борјана за малото еленче, бидејќи знаеа дека никогаш нема да може да се збогува. Така кога неговото копито конечно заздрави, Руменко беше пуштен во шумата. Борјана дозна дека нејзиниот татко го слободи малото еленче и беше тажна. Татко и веруваше дека така ќе биде полесно за Борјана, но не беше во право. Неговата ќерка никогаш не го заборави малото еленче.
кој не многу повикуваше со надеж дека ќе слушне. Меѓутоа, со текот на времето, Борјана свати дека елените не се како кученца и маченца. Распра дека дивите животни, дури и малите елени, треба да бидат у нивното природно живеалиште. Во близина на домот на Борјана имаше едно езерце што се замрзнува на зимските месеци. Тоа беше многу големо езерце. Го 2000 деца насели изград на мраз. На тоа езерце не беше све уште замрзнато, бидејќи времето беше многу потопло необичаено. Повторно ќе го види Руменко. Жал ми е што немаме подобра среќа и рече. Борјана тажно кипна со главата кон нејниот татко. Но нешто се случи, додека никога од лезетото стоја два елени. Поради големината на еленот, Борјана никогаш не помисли дека тоа може да биде Руменко. Но нејзиниот татко брзо ја потсети колку Руменко порас во изминатата година. Голема возбуда Борјана довика потоа двата елена се лече. Таа продолжи да му вика на Руменко кој застани полегнат во неа. По неколку минути тој и
Поширяйте любов і добре. Секогаш кога можете помогнете, ние децата од вас учиме.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Jump up in there and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hand on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. Make the moves right. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's what I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. Една голема молба, ќе имаме една кутија за донација за Лео, кој колку може нека донира. Ви благодарам за присуствието.